Убава вест за слепите лица и оние со оштетен вид. На барање на нивното здружение, Здруженијето за слепи лица од Кавадрци, ставени во функција уред за безбедно поминување на раскрсница на семафорите. Конкретно, првиот ваков уред е ставен на улицата Илинденска со 7 септември. Се работи за најфреквентната сообраќајница во Кавадрци. Уредот е донација на Електрософт. За нас слепите лица ова е нешто многу значајно, кој ни го олеснува секојдневниот живот, секојдневните потреби. Иначе најпрво би сакала да изјавам голема благодарност за ова што ни се овозможи и за досегашната соработка со локалната самоуправа и до господинот градоначалник Александар Панов. Да, ова беше барање од страна на Здруженијето и од нивното председателство и еве на радост на сите наши сограѓани, па и оние намерници во градот, кои што имаат вакви проблеми, мислам дека сега го направивме она вистинското, поготово што традиционалниот соработник, односно компанијата Електрософт, ова го донира за општина Кавадрци, а преку нас и за лицата со оштетен вид. Ова е само почеток. Ист ваков уред ќе има и на соседната раскрсница. Исто и тој ќе биде донација, а ќе разгледаме можноста да тоа го реализираме и на сите раскрсници. Нормално, нели, ќе платиме соодветен надомест за сета таа работа. И еве, јас немав прилика на Здруженијето, па и на сите лица да им го честитам нивниот неодамнешен празник. Ја користам оваа прилика да им честитам, да им посакам нормално најмногу здравје, а потоа и се друго. И да, еве, уште еднаш им порачам дека локалната самоуправа и понатаму ќе се грижи за овие лица, ќе им помага толку колку што имаме можности. Иначе, да кажам дека исто оваа година имаме реализирано заеднички проект со локалната самоуправа, општо корисна работа и тоа исто нас ни е многу значајно. Мислам дека имаме до сега многу добра соработка и мислам дека ќе продолжи така понатака. Што е следно неопходно за вас, за лицата со оштетен вид? Па има повеќе барања, но најбитните се реализираат како што треба.